Една вечер мислев дека е само уште една порака. Потоа дојде втора и трета. Знаеме каде живееш. Долго време си велев, игнорирај. Но не е лесно да игнорираш кога стравот ти ги стега градите. Тоа не беше онлайн проблем. Беше моја ноќ, моја улица, мојот дом. Најтешката порака не беше навредата, беше заканата. Кога екранот се гаси, стравот не се гаси. Јас сум новинарка, но пред се жена и имам право на мир. Онлайн насилството има многу лица, навреди, демнење, ширење интимни содржини без согласност, лажни профили, дипфейк. Понекогаш доаѓа како шала, понекогаш како толпа што маршира низ твоите инбокси. Јас проговорив дури кога сфатив дека молкот ме прави сама, а зборот поврзана со вас. Првиот чекор ми беше најтежок. Да кажам на блиска личност. Вториот, да зачувам докази. Третиот, да пријавам. И да, добив поддршка. Ако ти се случува, не си сама, не си виновна и не мора сама да го носиш. Како новинарка научив да верифицирам, како жена научив да се заштитам. Дипфейк, провери извори. Сомнеш, не споделувај. Демнење, сочувај докази и пријави. Денес има канали што функционираат. Имав ден кога сакав да се повлечам, да го намалам гласот. Но сфатив дека мојот глас им треба на други девојки. Ако го гледаш ова, ти благодарам. Твојата улога е клучна. Кога некој праќа содржина, фотографија или видео, снимени без согласност, кажи не. Кога некој тера шеги на туж страв, прекини. Биди сојузник. Понекогаш доволно е едно, доста е. Онлайн насилството сака да не изолира. Нашиот одговор е заеднички. Да ги научиме чекорите, да си веруваме, да пријавуваме. Јас сум Альмедина. Ова е мојата приказна, а твојата вреди да биде безбедна. Стоп за онлайн насилство. Ако ти или другарка ти се соочува, зачувај докази, пријави, побарај поддршка. Сподели го ова видео, некој вечерва ќе спие помирно.